Меморијалниот турнир во чест на Тоше Проевски се одржува 12-та година поред, традиционално се одржуваше 11 години поред. Општина Крушево со своја екипа учествуваше од самиот почеток. Меѓутоа, оваа година за прв пат општина Крушево е во некое друго својство. За прв пат турнирот се одржува во Крушево. Општина Крушево е екипата, спортска екипа која учествува во мал фудбал, учествува од самиот почеток на организацијата, која значи манифестацијата Тодор Тоше Проевски на меморијалниот турнир. Претходно ние направивме соработка, меморандум за соработка измеѓу општина, помеѓу општина Карпош и општина Нова Градишка, што значеше продлабочување на соработката во поглед на спортот, културата, традицијата и размена на искуства, знаења помеѓу двете општини. Годинава за прв пат општина Крушево е домаќин на организирање на овој настан, во кој учествуваат повеќе екипи од Скопје, од Нова Градишка и Крушево, и одлично помина. Општината Крушево му е должна на нашата попикона и музичка звезда Тодор Тоше Проевски, со што ќе продолжи и понатаму да го негува ликот и делото негово. Оваа година е 15 години од трагичната несреќа која се случи во Нова Градишка. Затоа тоа не спои помеѓу нас и општина Нова Градишка трагичната несреќа, меѓутоа Тоше Тодор Проевски продолжува да живее помеѓу нас, помеѓу на песните, музиката, спортот, хуманоста и така натаму. Ние продолжуваме и понатаму, кажав дека со негово представување, она што значеше тој како амбасадор не само на Крушево, туку и на нашата држава, тој е почесен граѓанин на државата, повлеков повеќе потези. Една од иницијативите помеѓу Крушево и владата на Република Северна Македонија е тоа што арената Филип II се пренаменува во арена Тодор Тоше Проевски, која до крајот на месецот ќе се реализира тој проект и ќе имаме уште еден меѓународен надпревар во таа арена, фудбалски надпревар, на кој учествуваше и самиот Тоше Проевски. Ако се сеќавате, помеѓу Андора и Македонија, потоа Англија и Македонија. Таа соработка ќе продолжи, повторно ќе кажам, помеѓу општина Крушево и општина Нова Градишка и посакувам уште од сега топло добре дојде. Одлично имаме гостопримство и одлични иницијативи кои можат да произлезат доста настани. Тоше Проевски заслужува многу повеќе од ова. Со самото тоа се повлекува и самата обврска према сите нас, оваа традиција да продолжи да се спомнува неговото дело и неговиот лик. Се надевам дека и вие како општина ќе продолжите со своите ангажмани оваа традиција да не замре. Точно така, ние и јас како градоначалник и општината Крушево ќе продолжат и понатаму да реализираат доста настани, што ќе привлечат од една страна голем број на туристи, фанови и почитувачи на делата на Тодор Тоше Проевски, а од друга страна ќе продолжиме да го негуваме неговото дело и ќе продолжиме онака по патот како што тргнал, на хуманост, добровид на сите и прогрес и развој на нашето Крушево.